а вежбањето и физичките вежби секако се во контекст на превенцијата на здравјето, а кога зборуваме за превенцијата, сигурно во контекст на тоа ќе биде и главната поента од денешната тема, која што е насловена повторувачки инфекции кај децата. Кога зборуваме за оваа најранлива, би рекол, категорија на граѓани во секое општество, треба да се нагласи дека освен респираторниот систем, гастроинтестиналниот тракт е исто така втор по честота во однос на зачестеност на овие инфекции. Зошто е тоа така и како? Како пред се може да се превенираат овие инфекции да не дојде до нивно повторување? Денеска се дел од прашањата за кои што одговор ќе ни даде професор доктор Александар Сајковски, кој што е специјалист педијатар и кој што гостува како представник на клиничката болница Аџибадем Систина од Скопје. Професоре, добар ден и благодарам што сте со нас. Добар ден, ви благодарам на поканата, одлично. Се чувствувам и јас одлично во ваше друштво и драго ми е што денеска за прв пат гостувате и пробуваме, односно ќе продлабочиме заедничка нова соработка. Ви посакувам убаво да се чувствувате, а заедничкиот контакт и можноста за многу нови информации денеска во однос на темата ќе ви ја овозможиме по блокот реклами. Повторувачки инфекции кај деца е денешната тема во Фактор здравје, која што уште еднаш ќе повторам, ви ја презентираме преку гостувањето од стручен аспект пред се како научник и како човек кој што работи секојдневно во пракса, а тоа е професор доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар. Професоре, со оглед на фактот дека реков децата се најранлива категорија, зошто доаѓа до толку чести и повторувачки инфекции во тој дел од животот? Па, знаете како, децата се, кога ќе се родат, по принцип, се раѓаат со послаб имунолошки систем. Тоа е, впрочем, нешто што е биолошки детерминирано и развојно детерминирано гледано во еволуцијата на човекот. Например, мајката додека е бремена, она во основа, во моментот кога ќе настане зиготот, нели, кога ќе дојде до оплодување на јајната клетка, ќе неја паѓа еден дел од имунолошкиот систем за да не го отфрли плодот. Плодот носи генетски материјал од таткото и од мајката. Значи, за да нема отфрлање. Тоа е исто и кај плодот. И оно кој ќе се роди, фактички се раѓа со еден релативно послаб имунитет. Доскоро ние во педијатријата зборевме дека имунитетот е малку послаб кај децата во тие првите 5, односно 6 години. Меѓутоа, последните истражувања покажаа дека сепак треба да се обрне внимание во првите 9, односно 10 години во тој дел и тогаш има чести повторувачки инфекции. Меѓутоа, од друга страна, она што е за нас исто важно, мора да кажем искрено, во последните 50 на години, да речеме, во развојот, како што се живее и ова динамикава на темпово на живење, во основа денеска децата се згрижуваат повеќе во средини кои се релативно затворени, како што се градинки, например, што не е лошо. Училишта, нели, да? Да, и што не е лошо, далеку од тоа. Тоа е чак и добро. Меѓутоа, во минатото, ако се вратите 20 или 30.000 години уназад, човекот не живеел така. И затоа тој имунолошки систем во еволуцијата на човекот е на период од 6, 7, 8 години, кога зрее постепено и доаѓа на ниво негде околу 50-60% од оној имунолошки систем што ние као возрастни го имаме. Истиот ефект на намалување на TH1 одговор, така се вика тој дел од имунитетот, се случува и кај постарите лица над 65 години. И затоа би требало, сосема очекувано, кај постарите лица да се јават некои болести, значи кои што болести уствари ќе го прекинат животот, како што се малигни болести. Значи, канцерот и малигните болести се врзани многу со имунитетот, ама ние тоа, за жал, во последно време го гледаме почесто, дури и кај децата, фактори за тоа има многу. И надворешни и внатрешни, сигурно. Апсолутно. Гените ги кажавте како. Да, и сега, кога имате еден таков систем во кој што детето во првите 6-7 години имунитетот му е послаб, во затворени средини, и во зависно од нашите навики, да кажем, као население, цел овој балкански простор, значи децата обично се чуваат во доста, ако не во градинка, онда дома, па нешто не излага за да не настине. Еве една мала дигресија, например, ја неколку пати сум го кажал, тоа и на самите родители им го кажувам стално, дека уште од новородено бебето треба да се изнесува надвор, треба да се шета надвор, треба да оди во надворешна средина, единствено кога температурата ќе падне под минус 23. До минус 23 секој ден едно бебе треба да го шетате надвор. А да не зборам за деца на возраст од 2, 3 или 4 години. Ние некако навиките ни се да ни се децата дома, стоплени, облечени, со капи, со чорапи. Дури одвишок од облека некогаш ставаме кога... Објективно многу повеќе. Во таква ситуација може лесно да дојде до појава и до трансфер на инфекции, особено во оној период октомври, ноември, декември, кога доаѓаат овие вирусни инфекции, најчесто вирусни, и впрочем,
најмногу се зафаќа респираторниот систем и гастроинтестиналниот систем, и најчесто респираторниот. И она што Тој период и овој сега, нели? Па тоа е сега повторно. Ние имавме една епизода на грип пред 2-3 месеца, 2 месеца, и тогаш беа сите амбуланти и болници полни со деца. Се подсмири тој и сега дојде втората фаза, која ние у жаргон ја кажуваме во медицината двогрба камила, нели? Доаѓа втората фаза, втора епизода на И потоа грип. чекаме повторна есен. И повторно чекаме есен, да. Имаме јавување на линија, јас не ги објавив телефоните, но нашата публика, нашата Фактор здравје публика е тука. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Го слушаме вашето прашање, господјо. Вака, прашањето не ми е баш спрема повторувачките инфекции кај деца. Би сакала доктора да го прашам до што може да дојде сепса кај новороденче да се појави. Дали слушнавте? До што може да дојде? Да повторите уште еднаш? Сепса кај новороденчињата зашто се појавува, ама после 2 недели од како ќе се роди бебето. Дали е доволно за некој совет? Да. Само кратко ќе ве замолам, бидејќи не ни е сепсата тема е на една од најтешките форми на инфекции кои што се јавува кај децата, особено кај новородените деца. Повеќе причини може да бидат. Сепсата, уствари, тоа е бактериска инфекција која продира во внатрешноста на телото, вака наједноставно кажано, поминува во циркулацијата и се шири по целото тело. Тоа е во основа една од најтешките инфекции. Таа може да настане заради пренос на бактеријата преку кожата, преку слузниците, дишните органи, може да биде заради инфекција кај мајката кога се раѓа бебето или заради влијание на околината, односно кога веќе ќе се роди бебето, да евентуално дојде тие сепси ги викаме интрахоспитални сепси, односно болнички инфекции. циркулираат. Да. Кажавте на почетокот дека имунолошкиот систем кај децата се развива некаде до 7-та, 8-та, па и 10-та година, што всушност представува инфекцијата. Кажавте бактериска, може и вирусна да биде, но каков е механизмот на настанување? Зошто некои децеве почесто имаат инфекции повторувачки, а некои тоа полесно го поминуваат? Па да, али знаете како, имаме еден голем дел на деца кои што имаат сепак и покрајно физиолошки релативно понизок ниво на имунолошкиот систем, како зрее, нели? Има деца кај кои што тој имунолошки систем може уште да падне. Фактори кои што влијаат на тоа може да бидат и генетски фактори, значи детето може да се роди заради наследни фактори одредени кои што влијаат да имуниот систем биде послаб. Генетските форми на имунолошки дефицити сепак не се толку чести како состојби, но она што најмногу може да влијае на нивниот имунитет дополнително, тоа се факторите на околината. Сега ние стално кога зборуваме се фаќаме за ионизирачкото зрачење, меѓутоа Загадениот воздух, сигурно. Апсолутно, значи многу големо влијание има загадување на воздухот, полицикличните ароматични соединенија кои што може да доведат до тешко оштетување на дишните патишта, особено ја оштетуваат функцијата на едни клетки кои ги викаме макрофаги и организмот не може да се бори. Тука ви е исто така влијанието на начинот на исхрана. Односно, имате директни докази, например, дека едно дете, ако прима, да речеме, пестициди и хербициди, може да се појават одредени болести кои што се скоро биле порано и незамисливи за детска возраст. Значи, ние денеска имаме автоимуни болести кај децата, се почесто малигни болести кај децата, а се тоа значи, може да се збори дека се должи на едно, друго или трето, дури некогаш ги откривуваат вакцините за некои од тие состојби, што не е докрај, не е апсолутно точно. Влијанието на пестицидите, на органофосфатните соединенија, на хербицидите, особено ако во првата година од животот ги внесуваат децата, во тој случај имаме шанса за добивање на нарушување на имунитетот, на појава на почести инфекции, и тоа ќе биде дури, да кажам, на некој начин можеби и поблага форма на нарушување на имунолошкиот систем, за разлика од некои тешки болести кои што може да се појават кај нив. Веројатно дека не знам колку можете теми да искористите и колку емисии да направите, ако станува збор за влијанието на надворешните фактори врз здравјето на човекот. Да речеме, како податок излезе пред некој ден дека во Европската Унија годишно умираат повеќе од 200.000 луѓе под директно влијание на пестицидите. Односно храната што ја Па тоа е храната фактички.
Храната, јас... Крајен продукт е само. Тоа е само еден, значи ние ја користиме храната, за жал ние денеска разговараме многу со родителите и стално им потенцираме дека имунолошкиот систем на детето, особено во првата година од животот, ви е као отворен прозорец, као Windows оперативниот систем. Значи отворен, лесно влагаат вируси. Не сакам да рекламирам дали е Windows или Mac, ама у основа имунолошкиот систем е таков. Кога ќе почне да влагаат тие токсини, да кажам, во тој случај, во тој случај е прашање на време и каде ќе доведе до нарушување на имунолошкиот систем. Сите тие токсини кои што може да се внесуваат, може да доведат до такви суптилни дефекти во имунолошкиот систем и толку се латентни што не мора одма да се манифестираат. На долг рок може да може да се јават после 3 години, 5 години, 20 години, одеднашка некој провоцирачки фактор, некаква инфекција, некаква дополнителен некаков пад на имунитет, стресоген фактор, да во принцип предизвика појава на болест која воопшто и не очекуваме кај некого. Затоа треба сигурно да се стави завеса или да се попречи тој прозор, ако можам така символично да кажам. Да. Јас се извинувам, две јавувања не чекаат на линија. Добар ден. Добар ден. Го слушаме и вашето прашање. Имаме дете од 5 години. Во ред. И детето беше на оделение и на се. Умокрачата изфрла повеќе протеини од колку што треба. Година време е со декортини, со тие работи, не со чари. Добро. Имате ли конкретно прашање? Додека пие декортин од 35 мг пиеше од 30, сега кога суштина 5 мг, мислам тие 2 месеци биде негативно. Сега изфрла нели повеќе протеини умокрачата, што он дојде до 5 мг, последните 2 дена кога веќе требаше да прекине со терапијата, повторно се покачува. Дали разбрате? Да, повеќе протеини, да. Тоа е веќе една состојба која што е врзана со функцијата на тие гломерули што ги викаме во бубрезите и за тоа треба добра евалуација и добра контрола од страна на педијатар-нефролог. Тоа не би требало да не е врзано со некаква инфекција директно. Најчесто тоа се една група на болести на самиот бубрег и на функцијата на бубрегот. И дали второто јавување во овој блок е на линија? Добар ден. Дали сте се уште тука? Доколку не сте, ве поканувам во продолжение да се јавите. По блокот реклами ќе ја продлабочиме темата за која што денеска зборуваме, а е насловена повторувачки инфекции кај деца, тема која што денеска ви ја презентираме преку гостувањето на професор доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар. Пред моето следно прашање, уште едно јавување имаме на линија, или чинам дека истата гледачка уште еднаш сака да праша нешто. Добар ден, ве слушаме. Да, истата гледачка, пошто речете да се јавам. Ве слушаме. Сакам да видам што ќе одговарате. За детето, што се јави пред малку. Оти ме исклучи од вашата телевизија, ненамерно. Да, значи за бубрегот беше проблемот, така да? Може кратко само, нели, рековте. Дете со таков проблем со бубрези, со пропуштање на протеини во мокрачета, значи мора добро да се испита причината за тоа. Има повеќе фактори, повеќе состојби, кои што се причина за ослободување, значи обично тогаш бубрегот не успева да ги задржи протеините, оти не смее да ги пушти према мокреча, и тоа е најдобро да се направи со консултација со педијатриски нефролог, значи човек кој што се бави со бубрежни болести. Кажавте претходно дека кога зборуваме за имунолошкиот систем, пред се значајно е што ќе се внесува особено во првата година, здрава храна и што како превенција треба да се преземе за да не дојде до инфекција. Што е вашето искуство? Што подразбирате вие под здрава храна и што препорачувате? Значи, кога ќе кажеме здрава храна, прво и основно е да не се внесуваат конзерванси, пестициди, разноразни емулгатори, хербициди, значи се она што е хемија. Значи храната треба да е чиста, што почиста, она што би рекле сега органска храна, тоа е модерен термин, organic food, нели? Тоа е денеска модерен термин, иако пред 100 и кусур години во Македонија храната и така и се произведувала. Денеска за жал многу се користат пестицидите. Овошјето е еден од битните компоненти и едно од битните извори на витамини, минерали. Впрочем, видите, многу дали е битно... да се цеди, дали да се пие природен сок или препорачувате во неговата природна состојба да се конзумира? Не, апсолутно во природна состојба. Знаете како, вие правите сок од помаранџа или од цитрон, да речеме, и го пиете сокот, а уствари најдоброто нешто што го имаат тие цитрусните овошја, вие го фрламе. Тоа се оние белото, тоа е фактички пулпата. Да. Знаете како, пулпата е екстремно богата со биофлавоноиди кои што се по принцип
природни антибиотици, така да кажем, и делуваат на повеќе од 800-820 вируси, бактерии, протозои, разни микроорганизми, и тоа е изузетно добра варијанта да човек го превенира и кај детето, и кај себе, да речеме и кај возрастните. Ке ставите такви сокови да правите во џусери, нели, го добивате чистиот сок, а она позади пулпата која што се фрли, уствари е најголемото богатство во есенцијална е најважна. Таа е во суштина најбитна. Слично е и со јабулките, и затоа денеска знаете, не смееме ние да се ослониме на внесување на синтетички витамини. Синтетичките витамини не се ресорбираат во цревото, како и природните витамини. Впрочем, стално го кажуваме и на родителите тој феномен, или за возрастните, дека ние возрастните, ако внесеме 180 мг витамин С, или децата 50 мг витамин С природен од овошјето, тоа се ресорбира скоро 100%. Ако внесете вие и 1000 мг синтетски витамин С, без оглед што молекулата изгледа иста, не се ресорбира ни 5%. Затоа мој топол совет е да се користат овошјата интегрални какви што се, но да бидат не прскани, да не бидат со пестициди. При тоа, еден од битните фактори, да речеме, за здравието е, кога ја спомнавме пулпата од, да речем, цитрусните овошја, кога ќе се почнат да се внесуваат кај децата, да се јаде целосно самиот плод. Јас дури на некоја од емисиите имав и некој текст, зборував и за тоа маслото од семка од грейпфрут, кој што е извореден антиоксиданс, а е природен, и покрај тоа што е антиоксиданс е директно природен антибиотик, и во основа го штити организмот од инфекциите. Ако јас бидам родител или во вашата ординација, на сето ова ви кажам дека немам време, зафатен сум и не можам секојдневно да го обезбедувам детето со здраво овошје, односно во природна форма да му се дава. Постои ли суплемент, замена, на некој начин нешто да се овозможи, а исто така да биде хранливо и богато со витамини и минерали? И ќе делува позитивно на имунолошкиот систем. Значи, суплементи да, од природно потекло. Значи, јас само... Еве, геки знам дека се рекламира, што мислите ве конкретно за него? Интересно прашање. Гекицот, ако веќе ме прашувате за тоа, е една многу интересна комбинација од рейши печурка, ресвератрол има во себе, има исто така и куркума, има ресвератролот и од грозјето, значи тоа е една комбинација на... Тоа е лушпата од црвеното, така? Лушпата од црвеното грозје, да. Тоа е уствари главниот антиоксиданс кој што се наоѓа во виното. Зошто може да е тоа е еден добар препарат кој што делува класично антиоксидантно, као во оксидативниот стрес го намалува влијанието на слободните радикали, кои што па директно ги оштетуваат самите клетки. Кога го спомнувате Г-кицот, да речеме, или гето, јас лично сум го пробал и јас сум го пиел, како што го пијам и маслото од грейпфрут, да кажеме. И во основа е одличен, таа комбинација може да биде одлична заедно со пробиотиците, ако ја искомбинирате заедно со пробиотиците во превенција на појава на одредени инфекции. Што се случува тогаш? Да, каков е механизмот на дејство кај децата? Кај децата прво што му прави на имунолошкиот систем, да. Прво и основно она што го прави оваа комбинација, да речеме, ако ја поставите како основ кај едно дете, првата работа што ја прави, тоа е покачување, значи од стручно гледано, прво што прави тоа е активирање на активноста на макрофагите, тој дел на имунитетот. Сега да не ги замарам гледачите со веќе ги споменавте, да. Меѓутоа они се главните чистачи на телото. Второ, она што е битно, тоа е дека го подига еден дел од имунолошкиот систем кој што ние го викаме ТХ1, така се вика, кој што ТХ1 нас не штити од автоимуни болести, од малигни болести и од алергиски болести. Дури, значи, деца кои што се со алергиски реакции, ако им помогнеме со овие препарати, со овие имуномодулатори, можеме да ги кажеме, значи, кои го моделираат имунолошкиот систем, тоа е као кај атлетичарите кога им дува ветер во грб. Им помага да се подигне тој дел на нивото на имунолошкиот систем, и она што ние во лабораториски го гледаме, тоа е покачување на една групација на интерлеукини 1, 2, 10, 12, кои што фактички ни помагаат, односно на детето му помагаат во одбрана од инфекциите. Значи, ние фактички превентивно, ако користиме имуномодулација, кога веќе ги споменуваме овие имуномодулатори, е многу добро, затоа што
само ако дадете пробиотик, например, кој што има имуномодулација, као што сега се случува последниве десетина години во скандинавските земји, за 60% ќе се намалат степенот на инфекциите кај децата. Ако на тоа додадете оваков тип на имуномодулатори, као што е, да речеме, GKX-от од ришито, например, и ако додадете маслото од грейпфрут, за 92% ќе се намали степенот на Значи уште 32% апсолутно го подигнувате. Сега, тоа се компоненти кои што се добиваат од природата. На тоа имате и компоненти кои што се произведуваат хемиски, а кои што се имуномодулатори, значи као класични лекови, кои ги даваме исто така кај децата, зависно од имунолошкиот статус нивни. Знаете, тука има една работа која што треба да се има во предвид, дека се појавуваат во последно време доста информации за антиоксидативното дејство на рейши печурката, која беше долго време дилема дали може дете да ја прима. Па се зборуваше дека најмала возраст треба да биде 6 години, па се помери дека е 4 години, па сега е померено дека е 2 години. Но она што можам да ви кажам, тоа е дека едно дете кој ќе тргне во градинка и кога ќе се појави потенцијална опасност од чести инфекции, дека еден од најголемите авторитети во светот, кој што е врзан за нутриција и имунитет, еден професор од Харвард, Гари Залога се вика, он веќе ги препорачува овие имуномодулатори од 1 година, значи над година дена. Значи не мора да се чекат од 2 години? Апсолутно. Да. Може Тој дека... систем на давање на таква помошни средства, тоа се веќе помошни лековити средства, фактички или давање на конкретни лековити средства кои што го качуваат имунитетот, ние го викаме во медицината, има англиски термин, англосаксонски термин, off-label давање на лекови. Значи не е по упатството што е во самиот препарат, меѓутоа е off-label по препорака на одредени асоциации. Едноставно тврдам и ги поздравувам сите гледачи, не безцелно да земаат само било какви имуномодулатори, без оглед дали се хемиски или се природни. Добро е да се консултираат со своите педиатри, затоа што тоа има повеќе типови на, да кажам, шеми, ај така да се изразам, или модалитети на давање, зависно од типот на инфекциите кои што ги прави детето. Нормално е да очекуваме да се повеќе вирусни инфекции, оти објективно вирусни респираторни инфекции се најчести во природата, нели? Меѓутоа има деца кои што прават повторувачки бактериски инфекции, тогаш треба да се додадат и некои дополнителни средства кои што ќе помогнат во борбата против бактериските инфекции. Така да, добро, ова прашање е релативно провокативно. И само сакав, и во продолжение само да го поттикнам ова што ве прашав, бидејќи рековте превентивно треба да се земаат, тоа значи дека и во текот на целата година, еве не само GKIDS, туку и пробиотиците што ги споменавте, треба да биде нивото на имунолошкиот систем на високо ниво, за да се одбрани организмот. Знаете, првото прашање што си го поставуваат родителите, а често и ние во медицината на нашите тие симпозиуми и конгреси, е прашањето, јас да му дадам на моето дете некаков имуномодулатор, ама ја кај да знам што ќе направи, може да откочи некој механизам. Ако тоа го чуете од некој лекар, да речеме било кој лекар, да го каже, тоа значи дека тој лекар не знае ништо за имунитетот. Или да речеме човек. Така. Суштината е да вршиме превенција. Нас не ни требаат болни деца. Па тогаш да даваме да даваме лекови. Дали видите нема објективна логика. Или антибиотик, па потоа да. Значи кога веќе ќе се појави инфекција, кога ќе дојде и до бактериска инфекција, ние немаме каде, ние мора да дадеме антибиотици. Значи нема избор. Нашата идеја е да не даваме антибиотици, да имаме правилен начин на исхрана на децата, да имаме правилно внесување на правилен имуномодулатор кој е потребен и да се користи во тек на подолг временски интервал. Значи, пробиотиците ви се, да кажеме, кога збориме за нив, сите овие три што ги споменавме сега, да речеме и пробиотикот, и маслото од грейпфрут, и овој препарат G132, тоа се превентивни препарати. Значи, G132, тука малку има една заблуда и едно размислување. Ја сосема случајно денеска имав едно дете во амбуланта, родителот ме прашуваше за тоа. Значи, правиме муабет за една комбинација од природни состојки.
Таа комбинација од природни состојки ги уништува слободните радикали, како што исто така ги уништува маслото од грейпфрут, со тоа што дополнение на решито што го има ваму е да биофлавоноидите од маслото од грейпфрут директно ги убиваат вирусите и бактериите. Впрочем, денеска имате еден феномен многу интересен. Вие денеска, например, ние денеска имаме препорака да децата ги мијат своите заби со пасти пасти за заби кои содржат во себе пробиотици, затоа што кариесот е стрептокок, сега нели стоматолозите инфекциите да ги има и во да, ние фактички хигиената ја правиме да. така. Дури имате денеска пробиотици за урогенитални инфекции, значи посебно делуваат. Значи не е тоа сега да се влезе во апотека, дајте ми ова и дајте ми она. Не, тоа треба да е во консултација со педијатар, ако се работи за дете. И препорака нормално. Апсолутно, затоа што има многу разлики во формата на пробиотикот, во формата на овие антиоксиданси што може да се користат. Уште многу прашања имам до вас, но последното за овој разговор е колку се ова што го зборувате, што го препорачувате, го применуваат родителите, бидејќи пред се тие што треба да дадат на своето дете. Ја ги молам родителите само една работа. Да. Значи, немојте да зимате на своја рака било што. Зошто? Затоа што тоа може да преиде во една, да не речам параноја. Значи, да му се даде на детето се и се што и на крај да нема никаков ефект. Значи, многу е битно да имаме точен увид во тоа од што е детето болно, каков тип на инфекција имало, дали се крие некоја алергија позади, дали се крие некој благ дефект во имунолошкиот систем и по тоа да се избере оптималната комбинација која што треба детето да ја прима. Значи, апсолутно, голема молба имам, иако родителите знаат многу често, да не речам да земат на своја рака, дури јас морам да ви кажам, без оглед што сум во телевизија, нели? Знам дека во околните земји многу лекови се рекламираат на телевизија, као лекови, тие што има дозвола да се рекламираат. Не сум баш толку убеден, да бидам искрен, дека зборам лек, например, сега, не можете вие реклама да правите за се и се што, сепак треба да има, знам дека рекламата завршува, советувајте се со вашиот фармацевт и лекар, меѓутоа, кога станува збор за овој дел, каде што е имуномодулација, ние треба да избереме права комбинација со која што детето ќе биде поздраво. Значи, имаме наплив... Или обезбедено, за да има здрав имун систем. И најдобро е да се превенира. Ние дури правевме една студија во која што дававме имуномодулатори на овој начин и докажавме дека имаме фантастично регулирање на тој ТХ1 систем на имунолошкиот систем, избалансирање на имунолошкиот систем и дека тоа балансирање на имунолошкиот систем доведува да децата во наредната година веќе немаат инфекции или ако има, да речеме, 7, 8, 9 инфекции во што се нормални, што може да се појават, наредната година има една или максимум две, па и тие и многу полесно да ги поминуваат полесно и нема потреба од антибиотици. Од една страна тоа е добро да се промовира кај родителите, да се промовира во јавниот сектор, генерално зборам, затоа што е помала потрошувачката на лекови, помалку токсичност на децата, родителите помалку отсуствуваат од работа и едноставно поздрава нација. И целиот систем штеди на пари, а превенцијата е обезбедена. Професоре, благодарам што за прв пат бевте во Фактор здравје, не последен. Ви благодарам за сите овие корисни информации. Сигурен сум дека ќе допрат пред се до родителите за благодет и општо добро на децата. Ви благодарам и на вас на поканата. Благодарам. Ми беше задоволство. Професор доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар, беше денешен гостин во Фактор здравје, а советите кои што ги добивте и тоа како ќе ги потврдиме веќе утре во новото наше продолжение. До тогаш бидете со нашата телевизија и останете во одлично здравје. Пријатно и секое добро.